Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Уникатната дефиниција на христијанството за Бог дека тој е љубов. Љубовта не е нешто што Бог прави, туку Бог е љубов. А ако Бог е љубов, тоа значи дека во самото Божество имаме оној кој што љуби и оној кој што е возљубен, затоа што љубовта претпоставува постоење на друг, затоа што не постои љубов без возљубен, затоа што љубовта е релација, а релацијата подразбира личност. Осамена личност не може да се љуби само самата себе си, затоа што самољубовта не е љубов. Личноста пак се осознава како личност единствено преку општење со други личности. Не постои јас без ти. Во таа смисла, тврдењето на христијанството дека Бог е љубов и тврдењето дека Бог е Троица е всушност едно исто тврдење. Во давнина, кога царувал политеизмот, односно верувањето во многу богови, најпрво преку еден избран народ, евреите, се открива вистината за постоење на само еден Бог, творец на се, односно монотеизмот. Целата старозаветна еврејска религија практично представувала подготовка за совршеното откровение за Бога преку очекуваниот Месија Христос. Со Христа конечно се објавува вистината за Бог како Света Троица, како еден Бог во три личности. Кога се крштева Исус во реката Јордан, на почетокот од својата мисија се слуша гласот на Отецот, Синот се крштева од Јован, а Светиот Дух слегува во вид на гулаб. Во историјата, ова е првото објавување на Бог на самиот себе си како Троица. Имено, тоа е она што го празнуваме на празникот Водици, кој заради тоа е наречен Богојавление, односно Богообјавување. Учењето на древната православна црква за Бог Света Троица може да се изложи вако. Бог е еден, но три божествени личности. Отецот, Синот и Светиот Дух, кои представуваат три полноценни личности на Божеството. И секој од овие личности или ипостас не е една третина од заедничката божествена суштина, туку секој од овие личности е носителка на полнотата на божествената природа. Отецот е Бог, Синот е Бог и Светиот Дух е Бог, но Тројцата не се три богови, туку еден Бог, затоа што суштината на Божеството е една. Учењето на црквата за Бог како Света Троица представува тајна која што не е целосно достапна за нашиот создаден и ограничен разум. Како еден е три, а три еден сепак останува тајна. Во истата смисла кога ги употребуваме и термините Отец или Син, тука не мислиме за човечко татковство или за човечко синовство, туку тоа се божествени категории, божествени поими. Со нив се искажува неискажливото. За да биде учењето за Троица подостапно за разбирање, светите отци понекогаш прибегнувале кон аналогии и споредби. Например, Троица може да се спореди со Сонцето, под Сонце ние го имаме предвид небесното тело, но исто така и сончевата светлина и сончевата топлина. Светлината и топлината како две самостојни ипостаси кои не постојат изолирано од Сонцето. Преданието вели дека Свети Спиридон Тримитунски на првиот Вселенски собор за да покаже како три може да бидат истовремено и едно, зел една цигла во раката и ја згмечил. Од згмечената глина нагоре пламнал оган, а надолу потекла вода. Како што во оваа цигла има оган и вода, рекол светителот, така и во единиот Бог има три лица. Света Троица, како полното на љубовта, представува основа на целото создание, а како највозвишен израз на таа божествена љубов е крстот на Синот Божи, преку кој многуте стануваат едно. Како што Христос пред своето страдање, во својата молитва кон Отецот вели: сите да бидат едно оче како што сме ние. Во таа смисла, црквата е икона на Света Троица и на таа божествена љубов преку која многуте стануваат едно. Нешто кое се остварува во светата литургија, кое представува љубовно принесување на самите себе еден друг на Бог Отец преку Синот во Светиот Дух на светата едносушна, животворна и неразделна Троица.